Почитувани, започнуваат вестите на Канал 8. Советот на општина Кочани одржа седница на чиј дневен ред беше и одлуката за донесување детелен урбанистички план за градската четврт 6 во старото градско јадро крај трговскиот центар. За ова имаше поднесено и амандмани, но на крајот со само 2 гласа против планот беше изгласан. Советот на општина Кочани ја одржа 45-та седница, на чиј дневен ред имаше само неколку точки. Најголемо внимание меѓу советниците предизвика предлог одлуката за донесување на деталниот урбанистички план за градската четврт 6. Се работи за просторот во централното подрачје, односно старото јадро на градот кај поштата, трговскиот центар и Стришани. Според планскиот проект, на местото на старите и дотрајани куќи ќе треба да никнат стамбени згради за колективно домување. Меѓутоа, на самиот почеток од разгледувањето на точката, советничката Жаклина Филипова Свеќаровска истакна дека поднела над 100 амандмани за овој план. Намерата била да се преиспита оправданоста од неговата реализација. Тоа ги продолжи дискусиите на седницата, а имаше и пауза за разгледување на амандманите. Планскиот период за кој се донесува деталниот урбанистички план е утврден во Законот за урбанистичко планирање и тој не може да биде предмет на измени. Вие тоа не можете да го направите, бидејќи е со закон утврден. Вие можете да го донесете или да не го донесете план. Доколку не го донесете, треба да се утврдат образложенија зошто не се донесува. Образложението на правната служба е малициозно, тенденциозно и лажно. Имено, планскиот опфат, период, воопшто не е предмет на утврдување на закон. Не е. Значи не е. Ако можела комисија да го утврди, може и Советот да го утврди. И јас предлагам Советот да ги разгледува амандманите, а околу тоа која бројка е точна, со оглед на тоа што тони и тони бетон се планира да се излеат во центарот на градот. Значи не знаеме, ќе утврдиме точно колкав е животниот век, дали е 20, 50, може би 300 години, колку што сум предвидела оптимално, меѓутоа тоа ќе го дискутираме. Значи барам да се разгледат амандманите. Благодарам. Ние како совет и вие како планери од страна на стручните служби и градоначалникот имаме одговорност да се грижиме за правилен развој на градот, а не да трупаме се, бидејќи градска четврт 6 е најголем дел централното градско подрачје, знаеме дека имаме и други офати каде што може да се градат згради. Мене ме интересира дали ради највисоката цена на метар квадратен, не сакам да сумњам како што се говори во јавноста дека се задоволуваат апетитите на одредени инвеститори и затоа барам објаснување зошто нема катната гаража и ако може да ни се објасни по-детално урбанистичкиот план, посебно во делот на познатото Крушарско мало. Благодарам. На тие објекти што имаме издадено одобрение до сега за зградите на Димитар Влахов, на Маршал Тито една зграда, на Ленинова 2 згради, зад поштата новата зграда. Со тие 6 објекти се предвидени во самите објекти и во дворните места 191 паркинг место. Само во 5 згради. Значи 191 паркинг место досега во 5 згради за кои имаме издадено одобрение и плюс 509 места за паркирање во планот на јавни површини. Со тоа мислам дека е задоволен бројот на паркинг места. Очигледно дека се со намера да се бетонизира центарот на Кочани, бидејќи тоа некој урбанист тука го доживува како символ на урбаното живење. На крајот од дискусиите, деталниот урбанистички план за градската четврт 6 се најде на гласање. При тоа беше побарано тоа да се реализира поединечно. Со 17 гласа за и 2 против, планот беше донесен. Тоа значи дека се отвора можноста во централното градско подрачје да почнат да се градат нови стамбени објекти за колективно домување. Дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Митко Бојмацалиев го посети одделението за внатрешни работи во Кочани. Со раководството разговарал за подготвеноста на службата пред гласањето од првиот круг за претседателските избори и за други прашања од јавната безбедност. Дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Митко Бојмацалиев заедно со директорот на Бирото за јавна безбедност Сашо Тасевски и со државната секретарка Магдалена Несторовска го посетија одделението за внатрешни работи во Кочани.
Со раководството разговараа за безбедносната состојба, како и за подготвеноста пред одржувањето на првиот круг од претседателските избори. Исто така станало збори за безбедноста во сообраќајот на патиштата, особено по зголемениот број сообраќајни несреќи на експресниот пат Штип-Кочани. Материјалите се успешно распоредени по гласачките места, МВР ги обезбедува со пешадиски и со мотопатроли. До сега немаме никакви индици за нарушување на денот на гласањето. Исто така бев информиран и резултатите кои ги постигна СВР Штип на територијата дека се задоволителни и во тенденција за подобрување. Со тоа граѓаните се безбедни и полицијата ги извршува своите професионални работи. Исто така разговаравме и за тоа дека во парите за исплата на бонус плата се обезбедени и по завршување на изборите ќе бидат колегите исплатени. Тоа е нешто што редовно го правиме од 2017 до ден денеска, а порано не беше така. Бонус платите не беа исплатени. Разговаравме и за други тековни прашања. Исто така го отворивме и прашањето за патот од Штип спрема Кочани, кај што имаме чести сообраќајни незгоди и за жал имаме голем број на човечки жртви и констатацијата е дека е неприлагодена брзина на учесниците во сообраќајот и во оваа прилика би сакал да ги повикам граѓаните и на територија на СВР Штип и на цела територија да ги почитуваат сообраќајните знаци, со тоа се заштитуваат себе се и своите најблиски. Во врска со зачестениот број тешки кражби во приватни и јавни објекти на подрачјето на Кочани, дополнителниот заменик министер Бојмет Салиев нагласи дека успешно се реализираат активности за разоткривање на сторителите. Случаите се проследуваат на натамошна законска постапка. Почнаа градежните активности за реконструкција на железничкиот премин кај основниот суд во Кочани. До 3 мај ќе има измена на сообраќајниот режим, односно патниот правец кон Грдовци ќе биде затворен за сообраќај. Поради изведување на градежни работи, односно модернизација на горниот строј на железничката пруга Велес-Кочани, на патниот премин кај основниот суд, до почетокот на следниот месец, заклучно со 3 мај, ќе има времена измена на режимот на сообраќајот на дел од улицата Никола Карев. Во посочениот период, влезот, односно излезот во Кочани, од правец кон Грдовци ќе биде затворен за сообраќај. Стручните служби во општина Кочани упатија повик до сите учесници во сообраќајот да го почитуваат сообраќајниот режим во интерес на зголемување на безбедноста во сообраќајот. Носителката на кандидатската листа за пратеници од СДСМ Сања Лукаревска во изјава за медиумите во Кочани истакна дека во наредниот период ќе следи нова финансиска подршка за домашната економија со јавни инвестиции во вредност од 3,5 милиарди евра. Ке продолжиме да работиме на зајакнување и подобрување на конкурентноста на домашните компании како и во изминатиот период, кои што целосно заборавени без никаква финансиска подршка ги поддржавме со 100 милиони евра, истакна во изјава за медиумите во Кочани носителката на листата за пратеници на СДСМ во третата изборна единица Сања Лукаревска. Во придружба на кандидатката за пратеник од Кочани Душанка Ѓоргиева Трпевски, Лукаревска додаде дека ќе продолжи партнерскиот однос со граѓаните и со компаниите во градењето на европската иднина на државата. Во наредниот мандат домашните компании ќе ги поддржиме со 180 милиони евра. Поддршката ќе биде дуплирана. Заедно, партнерски со нив, ќе продолжиме да ја јакнеме домашната економија со јавни инвестиции од 3,5 милиарди евра. Дел од овие средства ќе бидат вложени во праведна енергетска транзиција и енергетска независност. Домашното производство на електрична енергија ќе го зголемиме за 70%. Со тоа државата ќе постигне енергетска независност и самостојно ќе задоволува 100% од сопствените потреби за струја. И тоа главно од газ и од чисти обновливи извори. За секогаш рековме не за штетните мали хидроцентрали и за сите фосилни технологии кои ни ги загадуваат воздухот и почвата. Лукаревска истакна дека во третата изборна единица гордост е ветерниот парк во близина на селото Богословец кај Свети Николе, за што се инвестирани 61 милиони евра.
Во наредните 25 години ќе се овозможи зелена енергија за повеќе од 20.000 домаќинства. Ќе продолжиме и во следните 4 години, затоа што тоа е важно и за компаниите и за сигурноста на вработените. Сето ова е продолжување на нашата досегашна работа, затоа што е важно за стабилноста и за нашата европска иднина. Не се откажуваме, ќе го задржиме континуитетот, зашто немаме време за губење. Важни се овие избори, за да ја славиме победата за Европска Македонија. Кандидатот за пратеник од ВМРО-ДПМН Емиле Левков одржа пресконференција, на која информираше дека насилно била разбиена и оштетена неговата канцеларија за контакт со граѓаните. На последниот ден од кампањата на првиот круг за претседателските избори имало насилен упад и била разбиена канцеларијата на пратеникот за контакт со граѓаните, истакна на пресконференција кандидатот за пратеник Миле Левков. При тоа побара соодветна реакција од надлежните државни институции. Во Кочани беше провалнички разбиена канцеларијата за средба со граѓани на пратеникот канцеларија која што е собственост и ја основа и ја отвора во градовите собранието на Република Македонија. Затоа денеска овде пред полициската станица во Кочани сакам да упатам едно прашање до техничкиот премиер, до техничката влада, вклучително и до нивниот представник кој што е денеска овде во ОВР Кочани Бојма Цалиев. Какво е нивното чувство со тоа што не дозволија да се направи ниту една промена на кадарот во ОВР Кочани? Дали на тој начин се обидуваат да го саботираат основната улога која што има техничката влада, а тоа е обезбедување на фер и демократски услови за спроведување на избори во Република Македонија? Дали провалувањето на канцеларијата на пратеникот, напад врз институциите во Кочани е начинот на кој што техничката влада, па и нивниот представник Бојма Цалиев ги обезбедува условите? Дали се тоа условите кои што се обезбедуваат овде во Кочани? Веднаш да се зафатат да ги откријат сторителите, да излезат пред лицето на јавноста, пред лицето на правдата и да и порачаме дека никој повеќе не и се плаши. Доаѓа време на пат на оваа ненародна влада. Ваквите методи, со закани, со провалништва, со внесување на несигурност кај граѓаните се минато и конечно завршуваат со денот на гласање за претседателски и со вториот круг, односно со денот за гласање на парламентарни избори. Министерството за внатрешни работи спроведе акциска контрола на територијата на општина Кочани за санкционирање на возачи кои не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Во неделата во периодот од 12 до 16 часот, секторот за сообраќајни работи при одделот за униформирана полиција, Биро за јавна безбедност и мобилната единица за безбедност во сообраќајот на патиштата спроведоа акциска контрола на територијата на Кочани за санкционирање на возачи кои не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. При контролата санкционирани се 70 возачи, од кои 23 за возење без возачка дозвола, 7 санкции поради измината важност на сообраќајната дозвола, 8 мерки за непрописно вградени фолии за темнети стакла. На сите прекрашители изготвени им се соодветни поднесоци. Сообраќајните контроли продолжуваат и во наредните денови. Министерството за внатрешни работи апелира до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи со цел да имаме побезбедни патишта. Во Средното општинско училиште Љупчо Сантов се одржа интерактивен настан за булингот во училиштата. На настанот, освен средношколците, присуствуваа и ученици од основните училишта од Кочани. Во Средното општинско училиште Љупчо Сантов се одржа интерактивен настан за булингот во училиштата. На работилницата, освен учениците од гимназијата, учествуваа и деца од основните училишта од Кочани. Идејата беше да се развие дискусија, да се подигне свеста за булингот, кој може да биде физички, психички и сајбер.
По повод на истиот настан организиравме форум театар, всушност постапи различно, кој што ќе ги поттекне учениците да преземат нешто против булингот, кое што е една појава која што е многу актуелна во денешницата. Поканевме ученици од 9-то одделение од основните училишта и ќе пробаме да подигнеме свеста всушност за булингот и како сето тоа може да се промени, како тие треба да действуваат. Реализираната активност за булингот е дел од проектот Промоција на безбедна училишна средина, поддржана од Детската фондација Песталоци и коалицијата Сега. Средното општинско училиште Љупчо Сантов беше грантист и при тоа доби финансиски средства за реализација на активностите во склоп на добиениот проект. Општина Кочани, членовите на клубот за планинарски спортови Осоговски Орел, вработените во јавното комунално предпријатие Водовод и ученици од училиштата од Кочани реализираа еколошка акција. Со неа беше опфатен потегот од местноста Бавчалук до езерото Градче. По повод 22 април, Светскиот ден на планетата Земја, општина Кочани, клубот за планинарски спортови Осоговски Орел, вработените во комуналното јавно предпријатие Водовод и ученици од училиштата од Кочани реализираа еколошка акција на потекот од местноста Бавчалук до езерото Градче. Акцијата беше иницирана од членовите на клубот за планинарски спортови Осоговски Орел со цел да се расчисти пешачката патека. Учесниците во акцијата упатија апел до сите граѓани да ја чуваат природата и правилно да го складираат отпадот на претходно обележаните места. Да искажеме голема благодарност до сите учесници на денесната акција на чистење на оваа убава патека и апел до сите граѓани да ја чуваат природата и почесто да ги гледаме на вакви акции со нас. Пофалби за клубот Осоговски Орел и за овие дечиња кои денеска се вклучија во акцијата. И сигурно дека имаме прекори за оние кои фрлаат на секаде, не мислат на последиците. Треба да се знае само едно, дека природата никош не е, колку да ја наградиме, таа никош не е поразена, никош не е победена. Последиците може само човека да ги почувствува и затоа треба малку посвесно и малку помасовно да правиме вакви акции што е можно почесто, за да имаме животна средина која заслужуваме со оглед дека сме 2024 година. Заедно со учениците од Никола Кареп, од основното училиште Никола Кареп и основното училиште Раде Кратовче, реализиравме екоакција со која што заедно со основниот лозунг на екологистите мисли глобално, действува локално, ја организиравме акцијата каде што заедно со учениците го изчистивме делот од Бавчалукот до Брана Градче. Најпрви целосна благодарност на учениците со кои што дојде и се вклучија во оваа акција и се надевам на почесто организирање на вакви акции и да си ја чуваме природата затоа што таа ни е потребна. Ова еколошка акција беше многу забавна, помина со многу смеа и насмевки и искажував многу во дел од природата и ова нека биде мотивација за што повеќе луѓе учествуваат во вакви еколошки акции. Меѓународниот ден на планетата Земја, 22 април, се одбележува ширум светот со различни манифестации и акции, за да се сврти вниманието на јавноста за значењето на зачувувањето на животната средина. Пресрет на 23 април, Меѓународниот ден на книгата и авторското право, библиотеката Искра ги прогласи најдобрите читатели за минатата година. Во пресрет на 23 април, Меѓународниот ден на книгата и авторското право, во библиотеката Искра се реализираше традиционалниот настан посветен на книгата, авторите, читателите и издавачите. Исто така беа прогласени најдобрите читатели за минатата година. Директорката Кристина Ѓоргиевска-Атанасова истакна дека според однапред определени критериуми е направен соодветниот избор.
Оваа година за најдобри читатели се прогласени, како и секоја година, двајца во две категории, за возрастни и за детска категорија. Меѓутоа, одлучивме оваа година да имаме уште една категорија. Тоа е категоријата за највозрастен почестен читател, бидејќи имаме една читателка која што не само минатата година, него и неколку години наназад е меѓу највозрастните наши читатели. Меѓутоа, карактеристично е за неа што она е негова љубовта кон книгата и е редовна кај нас и секоја седмица присутна и позајмува книги. Тоа е читателката Бисера Наумова, која што е родена иначе 1938 година. За најдобар читател во категоријата деца е избрана Анастасија Хаджипонова, а во категоријата возрастни Стојка Гајдук. Инаку исто така, оваа година традиционално ќе бидат прочитани и пораките по повод Светскиот ден на книгата и авторското право, која што секоја година имаме нови пораки. Едната порака е од страна на генералниот директор на УНЕСКО, господјата Одре Азуле, а другата порака е напишана секоја година од македонски автор кој што е значаен и има придонес во областта на културата. На настанот учествуваа и членовите на литературниот клуб Копнеш, кои ги прочитаа личните литературни творби, што се содржани во најновиот билтен посветен на Светскиот ден на книгата и авторското право. На паркингот кај трговскиот центар во Кочани во неделата се одржа изложба на олдтајмери. На настанот беа представени околу 60 возила од државата, но гости имаше и од Република Србија. Под мотото Зрно по зрно, изложба на автомобили од минатиот век, на паркингот кај трговскиот центар во Кочани беа представени 60 стари возила, олдтајмери. Изложбата ја организираше автомобилското здружение љубители на класик мини од Скопје во соработка со општина Кочани. Доаѓа од иницијатива на еден ваш овдека сограѓанин кој што е љубител на олдтајмери. Тука е неговиот зет кој што е исто голем љубител во олдтајмерите, Контрол, Евроконтрол Облечево, кој што ни се најдоа многу во соработката. Поентата што е? Да направиме иницијатива луѓето од овој дел да се ангажираат и да се активираат на зачувување на олдтајмерите, затоа што секој олдтајмер во себе си има своја душа, си има вредност толку колку што е внесена љубов во него, не во пари, него во љубов. Да може да се случува едно историско наследство од автомобилската индустрија, нели? Планот е кочанчани и околината да си направат своje здружение, автоздружение клуб, со кој што ќе се активираат, нели, љубителите на оваа тема и да они уствари понатака да бидат домаќини и да прават барем едно годишно со кое што би не поканиле нас и околината на вакви дружби. На изложбата имаше модели на автомобили од различни производители, со примероци стари над 80 години, што некогаш се возеле по нашите патишта, а беа представени и возила од Република Србија. Ова е настан организиран од љубителите на старите автомобили, луѓе кои го даваат својот буџет, претпоставувам, својот ентузијазам и својата желба да се представат еве и пред нашите сограѓани денес во Кочани. Сакам да ја изразам својата подготвеност дека ќе бидеме секогаш добри домаќини и очекувам дека овој настан понатаму ќе прерасне во традиција. Освен стари автомобили чии сопственици се од Кочани, изложувачи имаше од Кавадарци, Куманово, Свети Николе, Велес, Пробиштип, Виница, Македонска каменица, Тетово и Скопје. На сите учесници организаторот им додели благодарници, при што беше нагласено дека изложбите на олдтајмерите придонесуваат и за социјализација, дружење, стекнување нови пријателства и развивање на свеста за култура во сообраќајот.
Почитувани, тоа беше се што и подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.